Доколку сте љубител на италијанската кујна, тогаш сте на вистинското место. Денеска со вас ќе споделам како да подготвите традиционален италијански леп фокача. Сочна, брза и лесна за подготовка. Оваа фокача представува одлична идеја како да уживате во доматите оваа сезона. Тестото е меко и крцкаво во исто време, а додека ја пробувате ги чувствувате сите медитерански вкусови во еден залак. За да го подготвите тестото на овој прекрасен италијански леп, во длабок сад ставете го брашното, квасецот, шеќерот и солта. Промешајте ги сувите состојки и додајте го маслиновото масло. Сварениот и испасиран компир, и млаката вода. Со помош на дрвена лажица промешајте ги сите состојки додека не започне смесата да формира тесто. Префрлете го тестото на работната површина и со помош на рацете оформете меко и глатко тесто. Вака оформеното тесто ставете го во длабок сад намастен со масло. Премачкајте го тестото со маслиново масло за да не формира кора при стасувањето. Покријте го садот со кујнска крпа и оставете фокачата да стасува околу 1 час на собна температура или додека не го зголеми својот волумен. Стасаното тесто префрлете го на работната површина и поделете го на 2 или 3 еднакви делови во зависност од тоа во колкави тави ќе ги печете фокачите. Секој дел од тестото распределете го со помош на дланките во тавчето намастено со маслиново масло. Вака оформените фокачи покријте ги со кујнска крпа и оставете ги да стасуваат повторно 40 до 60 минути по зависност од температурата. Кога ќе стасаат, со помош на прстите направете вдлабнатини за да го добиете изгледот на италијанска фокача. Врз секој од фокачите земете добро узреан домат и иситнете го на помали парчиња со помош на вашите дланки за да ги ослободите соковите од него. Распределете го доматот низ целата површина на фокачата. По желба додајте маслинки, свеж босилек и суво оригано. Полејте со малку маслиново масло. Вака подготвените фокачи печете ги во добро загреана рерна на 190 степени околу 25 до 30 минути или додека не добијат убава златно кафена боја. Кога ќе ги испечете, оставете да се изгладат околу 10 до 15 минути и пресечете парчиња. Сервирајте и уживајте во овој едноставен, но неверојатен вкус.
Се надевам дека ќе го испробате овој рецепт и ќе ми испратите фотографија од крајниот резултат. Не забравајте да ставите и subscribe на мојот YouTube канал, а ние се гледаме наскоро. До тогаш, имајте забавно готвење.